Почитувани, добра вечер. Ја следите анализата на телевизија 24. Навивачките инцидентите со навивачките групи се повторуваат во Македонија. Имавме и трагични случаи, неодамна еден навивач го загуби животот, беше убиен од страна на своите ривали, но се чини дека и овие најтешки трагедии не ја минуваат сликата, повторно ги имаме оние немили слики по улиците, повторно имаме насилства и се чини дека сме влезени во некој магепсан круг кој не прекинува. Ке се обидеме вечерва да продискутираме за тоа, кои се изворите на проблемот, кои се решенијата, може ли нешто да се направи за да се излезе од овој круг на насилство. Тука имаме вечерва представници од сите. Наш гостин е Александар Миланов од навивачката група Војводи од Тетово. Тука е Благојче Атанасовски, политички аналитичар, Славе Младенов, ски социолог и професорот Иван Анастасовски, универзитетски професор, кој веќе подолго време се занимава со оваа проблематика. Добра вечер на сите. Ајде да почнеме со Миланов. Тука имаме најавач во студиото. Можам да кажам дека е ретка прилика тоа да гостуваат најавачите на телевизиите. Повеќе ве гледаме некако во оние црни хроники во медиумите. Некогаш и за добро се разбира, да не биде дека секогаш е за лошо. Да ве прашам веднаш, вие сте навивач или хулиган? Ние сме навивачи. Пред се, од нашата навивачка група има многу угледни професори, директори, имаме и претеници. Значи, тоа со хулигани е, мислам, тоа е лоша перцепција на медиумите што сакаат нас да не вовлечат во нешто лошо, што не е точно. Да, добро. После последниот инцидент со вашата ривалска, да речеме, група во Тетово, со навивачите на така наречените балисти, кои предизвикаа инциденти на улиците на Тетово, имаше некаков обид за помирување инициран месечени од МВР. Вие испративте едно соопштение во кое кажавте дека не сакате помирување, што направо можеби на некој ќе му личи чудно, но вие имате некои образложенија. Зошто не сакавте да се помирите? Затоа што ние не сакаме да се помириме со некој што напаѓа мајки и деца во кафуле. Како прво, ние славевме 30 години роден ден на Војводи, 3 дена славевме без ниту еден инцидент. Се беше уредно пријавено во полиција, така да ова што медиумите сакаат да го споредат со нас, тоа што некоја друга навивачка група го направила, мислам дека не држи вода и не е во ред. А мислите ли дека може некако да дојде до помирување? Што би требало да се направи? Не зборувам само за вас и балисти, туку, еве да речеме, помеѓу и други навивачки ривалски групи. Јас немаме потреба да збориме ние за таа навивачка група балисти. Ние се ги имаме нашиот клуб Тетекс, ние сме навивачи на Тетекс. Не знам што да одговарам, затоа што тие нема потреба ние со нив да разговараме. Да, добро, прилично тврд став. Еве, добра полука за емисијата. Професор, еве, го слушате ова, да? Мислам, го гледам во очи, внимателно го следам. Да. Оти јас сум бил навивач свое време. И сега, како себе да се гледам. Меѓутоа, навистина ми е драго да разговараме во вашата емисија покрај на колегите, да имаме и директен представник, што ретко се случува од навивачката група, да дојде јавно да проговори, и беа интересни неговите стави, особено во првиот дел кога рече дека групата има и сериозни интелектуалци, дури пратеник мислам дека рекоа дека има, што охрабрува на некој начин. Меѓутоа кога го слушам во вториот дел со тие ригидни, ригорозни ставови, и вчера исто така слушнав еден друг припадник на групата, и сега во тој сегмент ја сепак би сакал да бидеме поумерени. Државата еднаш се обиде да ги седне на навивачките групи, без оглед од која група доаѓа во републиката, дали е, не знам, од македонски или од албански, како ги вика таму кампус, бидејќи капиталот така е поделен и во спортот. Тој обид беше неуспешен. Не ова само господинот што сега го кажува, туку и останатите групи манифестираат таков ригиден став дека тие не сакаат да седат меѓу себе, не сакаат, тие се сериозни противници, не знам како. Напротив, Република Македонија има лекс специјалис закон кој ја уредува оваа материја, и дури во самиот закон е предвидено да има превентивни мерки. Во членот 6
кој токму говори за тоа дека треба да се иницира, да се разговара, да се изнаоѓаат решенија, да се обезбедува и мислам дека државата и ресорните треба токму тоа да го користат. И јас сум убеден дека ако имаме што повеќе вакви дебати, каде што се директно и највачките групи присутни, полека и тие самите ќе сватат дека апсолутно преку тој диалог ние сите заедно имаме една цел, да му помогнеме на спортот, на фудбалот или без оглед од која навијачка група и кој фудбалски или било каков спортски клуб поддржува, идејата е да имаме подобар спорт. Сите се уживатели. Ја не сакам тие да бидат привилегирани за нешто. Сите го сакаме спортот. Да. Сите го помагаме на некој начин. Професора, имаме ли некое системско решение? Бидејќи воред превентивата е окей, нели треба да биде, треба повеќе државата да го прави, но има ли некое сеопфатно системско решение? Системското решение е токму законот. Јас само кажав во еден член. И некој генерално тој закон ги пропишува сите односи. Дури на крајот има и казнени одредби, мерки кои си ги предвидела државата и од 2004 како е донесен, 11-та се променети тие казнени мерки и 2014 повторно се ригорозни. Државата ги зголемува казнените мерки према прекршителите, особено во поновиот феномен кој се случува говорот на омраз. Вандализмот кој бил од секогаш присутен во спортот, физичката пресметка, која на некој начин е и символ помеѓу навивачите, денеска доаѓаме таа вербална навреда или говор на омраза, кој за мене е многу по-срамен, по-страшен, отколку ќотекот што ќе го изедете помеѓу навивачките групи, тоа ќе помине. Меѓутоа, навредата која се упатува, или која беше некни јавно упатувана од страна на една навивачка група, остава пострашен белег. И затоа Европа настојува токму да се сконцентрира на борбата против тој говор на омраза, кој за жал некако најдоминантен доаѓа во спортот. Да, но значи како отприлика ситуацијата е таква дека ние закон имаме, но се чини дека не се спроведува. Долги години ја вака бидејќи сум еден од носителите на законот. Од тој аспект ќе говорам како мој новороден, ајде така да го наречам од 2004 година, долги години за жал тој не се спроведуваше. Имаше несериозност од извршителите. Меѓутоа кога работите вие што најавите почнат да ескалираат, дури со жртви, веќе државата се свести дека ние сепак имаме некое решение, ајде да се повикаме на тоа решение, можеби не е најсјајно, можеби не е најдобро, но ајде да се повикаме, да видиме што тоа кажува и да почнеме полека да го спроведуваме. Кога почна имплементацијата, после неколку години од негово донесување, се видоа аномалии, се детектира аномалиите и денеска, јас сепак не сум од правната фела и немам податоци колку се процесуирани од сите тие негативни ефекти кои се создаваа кај највачките групи или во спортот или било како, дали се процесуирани. Тука мислам дека е најголемиот проблем. Да. Добро, пред да продолжиме, Младеновски, само бидејќи дојдовме до овој момент, до процесуирање, до да речеме до МОВАР, до надлежниот орган, ние денеска побаравме став и од нив за овој проблем. Имаме една изјава од портпаролот, кратка, да ја видиме и ќе продолжиме со емисијата. Во врска со настаните кои што се случија во текот на викендот во Тетово, секторот за внатрешни работи Тетово во координација со основното јавно обвинителство од овој град презема соодветни мерки и активности за расчистување на настаните и нивно соодветно санкционирање. Но она што сакам да го кажам дека покрај тоа преземени се и други мерки, односно повикани се представници на навивачките групи војводи и балисти во полицијата во Тетово. Направени се средби со нив, разговарано е и на тие средби е договорено да има поголема соработка во наредниот период, да престанат меѓусебните навредувања меѓу овие две навивачки групи и да се работи на подобрување на односите. Двете навивачки групи изразија подготвеност и за заедничка средба, која што на некој начин ќе биде и порака кон сите членови на овие навивачки групи да се смират страстите и за воиднина да немаме проблеми кога ќе имаме надпревари на овие два клуба. Освен во Тетово, Министерството за внатрешни работи и со навивачките групи во Скопје и во другите градови, се со цел да превенираме да има било какви инциденти на фудбалските надпревари. Сакам да потенцирам дека и Министерството за внатрешни работи постојано вложува во своите кадри на овој план. Полициски службеници се праќаат на соодветни обуки. Во моментов, во соработка со француската амбасада, се одвива една обука токму на оваа тема, а тоа ќе се прави и во иднина.
Да, се враќаме во студиото, тоа е ставот на МВР, вела дека работат и на превенција, и на сузбивање на појавите. Младеновски, колку овие појави се на некој начин слика на општеството, на сите оние аномалии кои потоа се пресликуваат и на одредени сегменти, еве да речеме како што се и навивачките групи. Благодарам за можноста да говорам и да разменувам мислења со колегите на темата насилството во меѓу навивачките групи или насилството на стадионите и после надпреварот. Оно што го поставувате како прашање, јас во почетокот би го илустрирал само со еден пример дека насилството, како што кажа и господин Атанасовски, е присутно на стадионите во подолг временски период и тоа не е карактеристика само за македонското општество. Пример можеме да земеме и Германија, достапни се податоците, дека таму е насилството во пораст. Значи, бројките се фрапантни за држава со регулиран правен систем, со, предпоставам, строги правила на однесување, меѓутоа и таму е во пораст. Оно што се обидувам и како социолог да размислувам, ама и да действувам во општеството, е всушност дефинирање на проблемот. Кој проблем ние го решаваме? Кога имате дневен настан на дневно ниво, вие всушност се обидувате да го решите проблемот како што вели представникот на Министерството за внатрешни работи да ги процесуира лицата што направиле кривично дело или прекршок. Адхок решавање на Адхок решавање. Кога имате размислување од аспект на примена на правото, повторно е тоа некој државен орган што треба да го процесуира членот или да ги стави луѓето во функција. Меѓутоа, кога се говори за социолошкиот пристап, дефинитивно таму проблемот мора да го погледнеме од најширок аспект. Тоа значи, каква е играта или која игра станува. Ние овдека гледаме дека два колективни спорта, фудбал или кошарка, еви ракомет, значи секој може да каже од свој аспект, имате зголемено ниво на насилство во споредба со други спортови. Основното човеково определување или порив покрај раѓањето, смртта, работата е всушност и играта. Тоа е и основно филозофско правило или прашање зошто човекот сака да се игра. Не се игра ни Господ, односно Бог, не се играат ни животните. Ние изградивме како Homo sapiens стадиони, изградивме правила, зашто таа е наша привилегија. И сега дојдовме до ситуација, поради порастот на насилството, луѓето што сакаат да уживаат во играта, оние другите, не навивачите, не можат да уживаат. Имаме организирани навивачи, да речеме, бидејќи сите се можат имаме ситуација во која што филозофијата беше олимписките игри се одржува, а државите ги прекинува војните судри. Еве нека било тоа и мит. Ама основата на играта е всушност да се намали конфликтноста, агресијата, офанзивноста или непријателството. А ние имаме спротивен ефект. Сосема поспротив. И не само во македонското општество. Генерално ситуација. Психолозите ќе речат дека тој така наречен грегарен мотив, мотив на стадо, на прибирање, на идентификација, вие немате индивидуалност во групата. Вие немате идентитет, немате лице. Вие имате група. Они се, да не ги именувам сега, зашто не ги знам ни сите по број и по име, они се идентификуваат со символите. И они не настапуваат со својата индивидуалност. За разлика од тоа, органот на државата, колку да е он дефиниран како таков, он е представен од одредено лице. И он мора да постапува по закон. Играчите имаат идентитет. Они за секоја работа што ја прават во општеството се лицето. Тоа ви е исто како сите сме учесници во сообраќајот, ама сите говориме дека таксистите се најлоши возачи. Знаете зошто? Зашто само таблата им ја гледаме. Кога ги гледаме нели такси, вика таксистите и сите возат непрописно, но ние велиме таксистите. Така е и со оваа ситуација. Ние играчите ги гледаме. Ги гледаме сега и навивачите како група. И четвртата група се оние други, во која што влегуваме сите ние како граѓани, кога сакаме со членовите на семејството да дојдеме на стадион и да уживаме во надпреварот. Тоа задоволство на овие други, кои се многу повеќе и многу повеќе пријатели на спортот, не може да дојдат. И сега има една ситуација, се извинам, само уште една реченица, вака ќе го отворам прашањето. Ние мора да размислуваме за помирување и за соживот. Значи, постојано мора да биде присутно тоа во едукацијата или во воспитувањето на генерациите што доаѓаат. Да, треба да се спомене, бидејќи да не добие публиката погрешен впечаток, не се секогаш ривалствата етнички.
Значи имавме многу силни ривалства меѓу Вардар и Пелистар, да локално, речеме, уште така. локални, каде што Сега тој да етнички. каде што ги има Последната истите навреди, истиот говор на омраза го слушаме, значи Да. исти се само во друга форма. Атанасовски, колку влијае тука политиката? Имаме многу често обвинувања дека политичарите, партиите ги злоупотребуваат овие навивачки групи за своји потреби, ги користат некогаш за своји цели. Зашто ги користат? Како што напоменавте и сам, за жал морам да констатирам дека во изминативе 27 години, колку што Република Македонија е независна држава, политиката длабоко навлезе во спортот, односно политичките партии, политичките центри на моќ ги инструментализира самите навивачки групи за своји одредени профитерски, ситно политички поени, дневни политички поени. Особено, исто така морам да истакнам дека се злоупотребува навивачките групи од различни етнички заедници во Република Македонија, која е нели држава како мултиетничко и мултиконфесионално општество, особено таа злоупотреба или таа инструментализација на навивачките групи е опасна и тоа игра со оган, бидејќи како што знаеме сите сме свесни како општество ние преживеавме еден воен меѓуетнички конфликт и од тука на навивачките групи се структури и групи кои имаат националистичка реторика и многу лесно можат да бидат поттикнати, злоупотребувани и инструментализирани од страна на центри на моќ кои за да ги реализираат своите заднински интереси ги злоупотребуваат токму овие навивачки групи. Тука треба да се постави прашањето колкава е свесноста на тие центри на моќ, на тие политичари или политички партии, дали смеат да се играат, да речеме, со чувствата на навивачките групи. Јас сум свесен дека во самите навивачки групи вие имате луѓе кои се за една политичка опција, за друга политичка опција, имате луѓе кои не се партизирани, политизирани, но исто така има и луѓе кои свесно влегуваат во таа игра на инструментализација на навивачката група со некој одреден центар на моќ. Значи, многу е комплексно прашањето, тука има една недефинирана симбиоза меѓу навивачките групи и меѓу политичките центри на моќ и мислам дека тоа се провлекува низ овие 27 години. Од друга страна, како што напомена и соговорниците, јас сум апсолутно отворен за да се отвори една општествена дебата за да се таргетира и регулира ова прашање. Ова прашање исто така како и останатите прашања во Република Македонија многу битно за општествениот живот, особено што станува збор за пред се млади лица кои се во одреден степен на возраста каде што се градат како личности, еден ден треба да бидат нели лојални граѓани на оваа држава и треба од тие лица ние да изградиме совесни граѓани кои утре ден ќе бидат нормално граѓани на Републиката и ќе живеат во истата држава. Како што кажа и представникот од навивачката група, јас сметам дека треба да има еден процес, ако не на помирување, да го кажеме процес на спласнување на тие меѓуетнички и интернавивачки конфликтности во општеството, намалување на таа тензичност, особено спласнување на тој говор на омраза, бидејќи истиот говор на омраза таргетира цели етнички колективитети, се шири тој говор на омраза и самиот говор на омраза спирално раѓа друг говор на омраза кој потоа се преточува во насилство, кое како што напоменавте и вие самиот во некои случаи завршува трагично со губење на млад човечки живот. Од тука ние целото општество, владата на Република Македонија како извршен орган, навивачките групи, клубовите, социолозите, факултетот за физичка култура, медиумите треба да отворат една поширока дебата, да се перманентно говори за овој проблем, истиот да биде поставен на пиедесталот во општеството како реален проблем кој се провлекува во овие 27 години и за истиот да се бараат решенија кои ќе бидат трајни институционални решенија, системски, и истиот проблем да биде решен институционално. Јас не сум наивен, јас знам дека не може да постои да речеме трајно помирување меѓу закрвените навивачки групи, не може тие утре ден да бидат пријатели, но од друга страна ова количество на омраза која се истура да речеме на социјалните мрежи, на
на терените, на трибините каде што се одигруваат надпреварите, потоа се пресликува низ целото општество и истото општество е загрозено и се таргетира нормалното функционирање на секој граѓанин на републиката. Миланов, кога го гледаме начинот на кој функционираат навивачките групи, еве да речеме и вашата навивачка група, тоа некако наликува на некое милитантно движење, значи не само вашата, повеќето. Па еве да речеме кога доаѓаме кај символите. Навивачот на символот на навивачката група Војводи од Тетово е крст. И сега кога вие поставувате религиозен символ, се чини дека ги случувате останатите, дека велите дека овој клуб е ексклузивен, тука може да членуваат само христијани или само православни или само македонци, еве да речеме, другите не се добродојдени и така доаѓа до таа етничка подела. Ако крстот како символ е провокативен, тогаш не знам што да одговорам на ова прашање. Кај нас во група членуваат исто така и муслимани. Македонски муслимани, роми членуваат. Ние немаме проблем со крстот, ни е символ, тако сме го наследиле, тој е наш символ. И тоа не е никаков проблем за да се шири некаква националност од наша страна. Тоа е само символ, крст. Тоа е свет символ. Тоа не може да шири на насилство. Тоа шири кон љубов. Да, но како да речеме би поврзале религиозен символ, без разлика дали е крст или ако можеби другите навивачки групи ќе стават цитати од Куранот или некој трети нешто друго, со навивањето со спортот, како ги поврзувате? Како религијата со спортот, тоа ми е интересно. Која е поврзаност? Поврзаност е Македонија. Како што знаете, ние сме света земја, така сме учени од мали нозе, традиционално, со традиционални вредности, и тоа не е никаков проблем да гледаме на националистички на овие страни. Тоа е само свет символ е тоа. Тоа шири љубов, тоа сплотува, а не разединува. Не е тоа спорно што го зборувате, да, апсолутно крстот. Нормално било кој религиозен символ не би требало да е провокација, но нели е понормално да речеме некој спортски символ да биде на вашиот грб? Или на сите навивачки групи, не зборувам само за вас. И на комитет е крст, и на низа други навивачки групи, и на не знам сега што имаат другите. Такви ни се нас вредностите. Така сме израснати во таква земја. Значи вас е тоа нормално, не ви не ви е чудно што крст е наш символ. Значи нема никако, не е тоа навреда што нашиот символ е крст. Не кажа дека е навреда, туку дали е соодветно, мислев. Па соодветно за нашата навивачка група, тоа е тој символ. И во нашата група имаат и луѓе што не се христијани, нема тоа никаков проблем. Добро. Професоре, овие вулгарности, овие национализми, овој говор на омраза, ние се обидуваме да доведеме навивачи на стадионите, но еве тоа го кажа и господинот Младеновски. Може ли нормален народ да отиде на утакмица? Еве, не зборуваме само за говор на омраза. Многу често имаме вулгарно навивање. Највулгарност. Па како вие би можеле да одведете мало дете на утакмица која вие избегавате да слуша такви работи дома, не би му дозволиле да слуша, а да сакате да го однесете, да речеме, на спортски надпревар. Па невозможно е. Генезата тоа што го поставите како прашање е многу подлабока, ама многу е и широка. Од кој аспект тоа го говорам? Затоа е добро што го имаме представникот на навивачка група да ги слушнете директно ставовите. Ја не Да, само извинете, на почетокот реков дека јас сум бил многу посериозен припадник на навивачка група од нив, верувајте. Само сакам кратко да го охрабрам младиот Миланов, бидејќи побаравме неколку навивачки групи да дојдат. Започето. Тоа е да дојдат, да. Сакам да кажам. Апсолутно е започет. Ја ова го гледам како храбар чекор од нивната група. Во принцип, колегата овде многу убаво кажа. Англија најдлабоко е навлезена во оваа проблематика и мислам дека они се буквално основата и на решение на овој проблем. Ако сакаме да се движиме кон тоа. После онаа трагедија на Вембли. После Хейсел. После Хейсел. И сега, кога навивачката група сака да го земат правото дека клубот е нивен. Тие го владеат. Символот е нивен. Мислам, ја не спорам околу символите. Во Англија сите символи на клубови се менуваат. Не е зададен еднаш за секојаш. Знаете од кои причини? Од маркетиншки причини.
за да добиваат што поголема армија на следбеници, на навивачи, подржувачи. И сега, навивачките групи се стават во графата на привилегирани како фанови. Ова што го кажа господинот, останатите ние, сапортери, англичаните ги викаат сапортер, поддржувач. Јас сум поддржувач. Ја не верувам дека он поголем поддржувач како припадник на навивачка група од мене. Тука има многу и други параметри, економски, овакви, онакви, кои следат со тоа како го ја поддржувам клубот и како го сакам клубот. Ја не сакам да дадам право на некого дека некој повеќе го сака клубот од мене или ја го сакам повеќе клубот од друг. Да не преку таа љубов кон клубот испорачувате и други некои ваши барања, кои некојаш знаат да се групите знаат да ги радикализираат за сопствените потреби. И сега од тој аспект ја би сакал државата да се движи во тој правец, да ние полека дадеме шанса на поддржувачите на спортот и на клубовите. Јас сум припадник, пример, доаѓам од општина Куманово, условно треба да бидам припадник на Кумани групата, ама не значи дека некој што е директно инволвиран како член, претпоставам има членска книжка, нели како член, дека повеќе би го сакал клубот од мене. Ја ќе дојдам на стадионот или во спортската сала, сакам да го платам билетот, бидејќи чувствувам потреба преку тоа да му помогнам на клубот. Еве сум во графата сапортер, поддржувач. Да му помогнам финансиски. Оти на клубовите, да бидеме реални, најголем проблем се финансиите. Со финансиите доаѓа квалитетот. Со квалитетот да видите како доаѓаат поддржувачи и како стадионите или спортските сали се полнат веднаш. Мислам, сите сме сведоци за тоа. Ни дојдоа двата гиганта Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед, не можеме да најдеме билети. Сите сакаме да бидеме дел од тоа. Не значи дека сите сме ние се идентификуваме со Реал Мадрид, со кралевите или со Манчестер Юнайтед. Меѓутоа сакате да гледате квалитетен спорт. Борбата на големите, особено фудбалски гиганти, е да регрутираат што поголема група на поддржувачи. Тој им е капитал. Нашите клубови кај се движат во тој правец? Сакаат да се ослонат само на 50 условно грлати припадници на некоја група и преку неа да ги градат буџетите, да го градат квалитетот на клубот. Јас сакам да се идентификувам со клубот. Јас сакам, ова вие што го кажавте. Дајте ми мене право. Не сакам никој да го зима правото да биде ексклузивен за нешто. И тука апсолутно се сложуваме. Јас сум присталица и поради тие економски параметри да ги донесеме сите на стадионите, во спортските сали. Преку тоа е основа клубовите да ја зголемуваат својата материјална база од било кој аспект, ако сакат. И затоа, ако гледаме од тој аспект, Барселона, Камп Ноу, од 6 до 106, сите се Барселона, ФК. Ако гледате кралеви, сите се кралеви кои се на периферниот дел од Мадрид. Централниот дел се за Атлетико Мадрид. Граѓаните од стадионот им бил тука. Затоа не треба да зимате вие или било кој некое право. Оставите него правото и сите ние останати, кои го сакаме спортот, да почнеме и ние да се идентификуваме. Односите кои ги се градат внатре во стадионот, поддржувачите ги изфрлуваат надвор. Бидејќи ја доаѓам на стадион, не сакам никого да навредам. Мојата интенција како навивач, поддржувач, е да му помогнам на клубот кога тој паѓа во играта. Да го вратам, да го мотивирам. Тоа е сега суштината на англиските фанови што ги викаат или хулигани. Хулиган е име, бандит, избацивач. Ако сакате гледано теоретски, тоа е поединец кој бил избацивач во некој диско, па мигрирал од Ирска, не знам, во Англија, па бегал од место у место бидејќи бил проблематичен за законите и по него настанала некој символ хулигани. И тие стојат како мит. Никој од овие момци не е хулиган. Јас се сложувам со него. Никој, дури ме радува што имаат интелектуална база во самите клубови. И ја тука гледам можност голема. Само да ме надополнам, јас апсолутно ве разбирам ова што го говорите и да дадеме пример како македонската фудбалска лига, да речеме, била полна со стадионите биле полни со навивачи за време кога Македонија била дел од Југословенската федерација. Ќе го кажеме примерот со клубот Вардар од Скопје, каде што 10-20 илјади луѓе од градот Скопје секој викенд, секоја недел иделе на стадион да го бодрат Вардар, идентификувајќи се целиот град со тој клуб, а не одредена група на поединци кои
не само да го земаат ексклузивното право да бидат навивачи на Вардар, туку како што говоревме во емисијата, за жал немилите инциденти кои се случуваа во изминативе децении во Република Македонија на стадионите, тие тепачки да речеме, тие навивачки инструментализирања од страна на политиката и на навивачите едноставно ги оттргна обичните граѓани од стадионите во Република Македонија да не го чувствуваат тоа како една придобивка за целиот град и да се шири една енергија каде што секој обичен граѓанин заедно со своето дете, со својата фамилија, со своите другари ќе има една традиција убава секогаш доди да речеме секој викенд да го поддржува својот омилен клуб. Еве ова што го дознав сега и тој е многу интересантен феномен е. Навивачката група на Војводи во моментот е појака од фудбалскиот клуб Тетекс. Мислам, нонсенс. Нонсенс. Како да објаснам? Алал име на момци. Така е, тоа е љубов што постоела кај нив. Појаки се од клубот за кој што го поддржуваат. Не знам како да го објасниме тоа теоретски. Формата е минлива, класата е вечна. Тоа за играчи. Ама вие не сте играчи. Вие сте поддржувачи. Нашата борба е Тетекс, Тетова, Македонија. Ние за тоа се бориме. Поинтата на господинот беше дека Тетекс е сега втора лига, нели? Јас би сакал да дам една димензија повторно во рамките на дефиницијата кој проблем го решаваме. Дали го решаваме актуелното насилство или насилството на стадионите воопшто, или целта ни е да дојдеме до квалитетен спорт. И всушност во барањето на дефинирањето на проблемот доаѓам до некоја лична димензија дека всушност ние со насилството не постигнуваме ниту квалитетен спорт, а ги избркавме и луѓето од стадионите. Тоа е еден лош пример. Мора да воспитуваме генерации што доаѓаат. Сите сме речиси сериозни луѓе, имаме семејства. Значи ја не сакам таа лична димензија да ја потенцирам, ама ми е драго кога ги слушам другите соговорници во дебатата ја ставаат и својата лична димензија или своје лично искуство. Меѓутоа, сите имаме семејство и замислете, ние сме огледало за нашите деца. Ние сега сме огледало на оваа телевизијска емисија што зборуваме и како ќе не перцепираат. Замислете, кога доаѓате на стадион, а имате вкупно 300 луѓе, многу е тоа. Да речеме. Некој дерби. Некој дерби. И вие гледате некој човек кој што се однесува недолично, а утредента може да биде доктор, може да биде пожарникар, може да биде на професијата многу хуман. Ама неговото однесување дури е до степен на асоцијално. Ние всушност треба да ги издвоиме овие асоцијални примери, не во смисла да ги казнуваме. При казната се сведува, ако се малолетници ќе ги воспитуваме, ако се полнолетни ги фаќа законот. Меѓутоа, ако ја смениме перцепцијата и аспектот на проблемот што го решаваме, значи не да зборуваме за насилството, иако за тоа треба да зборуваме, туку да ја поставиме целта како да дојдеме до квалитетен спорт, тогаш сите ќе се проследиме со некоја позитивна енергија и ќе го бараме доброто во играта или доброто во спортот. Еве само еден тест, например. Например, имаш ли пријатели, вака лично ти се обраќам, од други клубови? Имам. Ето тоа. Значи, примерите нема да бидат да почнеме дебатата не сакам со овие да зборувам, не сакам да се помирам, туку треба да биде обратно. Сакам со овие и со овие добро живееме. Така да на крајот од одреден процес, ние ќе дојдеме и ќе сватиме секој од нас лично, па добро, можеме и со нив да бидеме пријатели. И главната ситуација, ако не можеме да дојдеме да бидеме пријатели, барем од непријатели или милитантниот став што го спомна колегата Сејат, барем да дојдеме да бидеме противници. Во ваквиот пристап на воспитување на едукација, значи не само телевизија 24, сите сме едукатори во професиите што ги имаме, меѓутоа зборуваме сега и за системот на образование, без малку и на часот по математика може да се зборува за оваа димензија, доколку се знае и доколку се има пристап. Може нешто да Јас дозволувам што се однесам до водителот. Гледам некако сите зборуваат за лошата страна на навивачките групи. А кажете ми вие еден случај каде што ние сме настапиле лошо, асоцијално, каде што сме правеле проблеми. Тоа може ги има во другите навивачки групи. Да не испадне дека ние сега те торпедираме овде. Јас како ти обратно си ние како навивачка група ги носиме нашите деца со нас на трибина. Не, јас обратно кажам, не зборам за вас. Не, добро, општо. Јас зборувам за токму за добрата страна во спортот. Да, извинувам, ја лично сум истражувал кај навивачките групи, а не сум сретнал дека вашата група има насилство. екстремни
однесувања, девијантни однесувања. Не, напротив, да не се почувствувате дека сега ние вас се торпедираме Ние овде. си плаќаме карти редовно секогаш на секој такмица. А тоа ме Ето радува. добрите примери. Тоа ја веќе ќе бидам полека сигурен дека спортот може да искочи Иде од спортот напред, но за Поле- спортот так, Проблемот со новинарството е што ги гледа само лошите работи. Така е. Ние добрите не ги гледа. Да. Знаете кои се криви Зборуваме секогаш? само за лошите, да. Секогаш се криви, јас ќе ви кажам. Војводи и комити. А секој се Крај. криви. Секој се криви. За кого? За кого? За Кој ја перцепира таа за перцепција? општеството. Секогаш сме ние криви. Комити на прво место, Војводи ние сме, второ место. Па добро, Што е да се случи? Па еве јас- Сега, еве само извини. Сега болестите направи што Дозволете. Значи ние си славевме 30 години роден ден, без никаков проблем. И сега нас се повикуваат во телевизија за некои инциденти за говор на омраза во Тетово. Извините, но ние не сме имали говор на омраза. Ние си славевме 30 години роден ден, 3 дена пријавено во полиција без инцидент никаков. Тоа што се случило од некои други навивачки групи, тоа нас не Тоа засега. е добро за да Добар, вие тоа нас пред не јавноста засега. да кажете Да, дека така. воопшто нема Доаѓањето во дебатава е пример или позитивно. добра постапка. Така. Значи најмалку ве доживувам како соговорник, сега лично ви се обраќам, со кој што треба да спорам за работа за некој друг што прави. Значи ја го истакнувам оној дел во дебатата кој мора да го потенцираме. Доколку сгрешиме во описот. Еве вие фино ги нотиравте. Вие практично ме повторивте со ваши примери. Што сакам да кажам? Ако ја дефинираме целта да дојдеме до квалитетен спорт, верувајте нема да има насилство на стадионите. Да. Атанасовски, ако никои луѓе кои биле навивачи во минатото и подоцна станале веќе крупни политички фигури, еве да речеме Артем Груби во ДУИ, кој е веќе Малтенев, може би таму втор, трет човек после Али Ахмети, Јохан Тачувалски стана пратеник, меѓу другото е осуден и за војни злоусторства, сите ти биле навивачи. Се гледали тука уште подлабоко таа политичка инволвираност во навивачките групи и на некој начин тие после добиваат награда, се издигнуваат во општеството наместо да бидат маргинализирани, особено оние кои правеле насилство, кои ги гледале дека прават насилство, значи зборам. На никому не може да му се забрани правото во неговиот приватен живот, дали да биде дел од една, друга или трета навивачка група, и истиот тој може потоа професионално да се занимава со политика или било која друга јавна дејност. Тие што ги спомнавте, господинот Артан Груби, кој денеска е нели пратеник во Собранието на Република Македонија, господинот Јохан Трачуловски, кој исто така е пратеник, па дури имаме примери со актуелниот градоначалник на општина Центар Саша Богдановиќ, кој исто така бил активен член на навивачка група. Едноставно тие луѓе кога веќе стануваат државни функционери имаат поголема одговорност према општеството и сметам дека може и паралелно да бидат дел, да речеме, од навивачка група, но да го ползуваат доброто таа навивачка група, како што кажа нели представникот од Војводи. Но секогаш господинот Груби на пример го видовме во физички присметки, значи не знам за овие другите двајца, не можам да се сетам, но проблемот во македонското општество е токму тоа што перманентно се инструментализира и се злоупотребува навивачката група за ситни, профитерски, дневно-политички поени кои одредени политички партии и центри на моќ потоа ги ползуваат. Сега конкретно да говориме за примерот на Артан Груби, дали он благодарение на тоа действително наследство која се рефлексија сакам да кажам сега, не мора конкретно за него. Поради тоа станал условно кажано висок функционер во Демократската унија за интеграција или втор човек, да речеме, во таа политичка партија, дали врз база на тие негови активности како дел од таа навивачка група ги заслужил потоа да исплива, да речеме, во врвовите на политиката, не би сакал да говорам, бидејќи не знам кои се релациите меѓу господинот Артан Груби и политичката партија ДУИ, но сакам да напоменам дека ако веќе имаме примери општественици кои порано биле дел од навивачките групи, денеска се јавни функционери, значи они раководат со нашите институции, се грижат за општото добро, тие треба и да бидат мост, како поранешни да речеме, или се уште актуелни членови на навивачките групи, да бидат мост за да ги решаваат проблемите кои и ден денеска тлеат во тие навивачки групи, институционален и општествен мост да бидат за да помогнат едноставно навивачките групи да седнат меѓу себе,
да се договорат, да речеме да функционираат како што кажа соговорникот, едноставно како противници, а не да се гледаат како крвни непријатели меѓу себе. Значи, тие лични искуства кои тие одредени функционери ги имаат со навивачките групи, треба согласно својата етика и морал да ги ползуваат за да се неутрализира тој говор на омраза, да спласне таа негативна енергија, едноставно да почне да се гледа на навивачката група како на добро нешто што може да биде од полза на општеството. Исто така имаме примери и соговорникот од навивачката група Војводи може да посведочи за примери каде што навивачките групи учествувале во голем дел на хуманитарни акции. Значи од тој аспект ние можеме да ја видиме и условно кажано светлата страна на навивачките групи за која многу малку се говори во медиумите во Република Македонија. За жал, перманентно секогаш навивачките групи добиваат приоритет во општеството и оддек во јавноста кога ќе се случат немили настани, кога ќе има некоја тепачка, насилство, инцидент или не дај Боже убиство предизвикано од омразата и тензиите меѓу навивачките групи, без разлика дали тие се на меѓуетничка основа меѓу навивачките групи или на меѓулокални така натаму. Да, сакавте нешто само кратко, Да да? кажам, извини. Ние сме организирали многу хуманитарни акции. Еве, да се знае, пошто никој тоа не го збори во јавноста. Сме од Комити Скопје, Ајдоци Струмица ни помогнал. Големо беше тоа. Кај мене доаѓа албанци. Сиромашни луѓе, чести. Ми дадове тон облека. Роми. Тоа никој не го спомнува во јавност. А само спомнуваат војводи. Е па добро, ако не дојдевте во емисија, како ќе го слушате? И после емисијата ќе биде исто. И после емисијата ќе биде исто. Добро, ако излегувате вака, не знам баш, ако константно Значи тоа работите, никој не го знае, можеби некој новинари Треба го да се знаат, но чуе, да. не го кажуваат. Да. Треба, само се извинувам, веројатно на таквите хуманитарни активности, кои ја верувам дека се случуваат и од вашата навивачка група, верувам дека се случуваат и од другите навивачки групи, и од албанските, условно кажано, навивачки групи, бидејќи кај секој човек проработува тој хуман елемент кој секое човечко битие го носи во себе, треба да се придодаде еден поголем пиар момент тука, за да може во јавноста да биде презентирано дека таа навивачка група во континуитет помага, да речеме, на семејства од социјален ризик, сиромашни семејства, дали преку прехранбени продукти, дали преку облека, па така јавноста веќе ќе почне да создава друга перцепција за навивачките групи и ќе види дека тие навивачки групи всушност не се, условно кажано, некое зло во општеството. Само се извинувам, мораме да направиме кратка пауза за реклами, се враќаме брзо во студиото. Да.